тука во Сонце и звезди работиме на развој на интелектуалните способности, на нивната креативност, исто така развојање на социјални вештини кај децата. И тоа, сето тоа ние го правиме преку индивидуален пристап со секое дете, односно дел од вежбите со кои јас го следам ниот развој како психолог, се одвива низ цртање, боење, игра, песна, така што самите деца воопшто не забележуваат дека јас го следам нивниот развој. Сите овие активности јас заедно со тимот на Сонце и звезди ги сублимираме и тие информации за развојот на децата и ги споделуваме исто така и со родителите. Откако Александар почна да доаѓа тука, детето дома кога ќе дојде има некако е поинакво. Значи телото е среќно. Зошто е тоа така? Затоа што колку да си играме дома со децата и колку да ги забавуваме, никогаш не можеме да дојдеме до тоа ниво да бидеме и самите деца. Значи децата меѓусебно се разбираат, едноставно живеат во свој свет. Друга предност на Сонце и звезди. Значи, секогаш водат грижа за нивното здравје. Значи, тука не доаѓаат деца кои се болни. Значи, има одреден период од една седмица каде што седиме дома кога сме болни. Значи, работи свеста кај родителите, што е многу важно. За мене дури е најважно. Друга работа, значи, тука се хранат здрава, значи без вештачки бои и ароми. Трета работа поради која Александар доаѓа тука е тоа што едноставно тука се работи со уживање. И преку игра, и преку смеја, и преку дружење, сето тоа се наблюдува од стручно лице, тоест од психолог, кој преку забава и преку игра доаѓа до одредени карактеристики на самото дете. Една од многу важните работи, што секој дете мора во еден момент од животот да свати дека мора да се оддели од својата мајка, од своите родители, за да самите родители имаат слободно време или она цела презафатеност во ова брзо темпо, одење на работа, па дома, едноставно да знаат дека за цело тоа време детето им е едноставно згрижено и да не водат грижа дека таму нешто се случува. Значи да се комплетно задоволни. Јас од моја страна сум исклучително задоволна и дури можам да кажам и дека сум среќна поради постоење на едно вакво здание. И апел до сите мајки, до сите родители, разбирам дека постојат и други градинки, меѓутоа, која е предноста тука? Има ограничен број на деца, значи има повеќе воздух и мислам дека им се обрнува поголемо внимание. Значи, што помалку деца, толку поголемо внимание. А за едно дете тоа е многу значајно. Најважно на секој родител е нивното дете да биде среќно. Јас сум мајка на Михаил и Михаил од првиот ден на отворањето на Сонце и звезди е тука. Ние се уште сме тука затоа што во моето дете гледам среќа, кога го земам од тука и задоволство. Тука сме веќе скоро година, од првиот ден на отворањето, затоа што сум презадоволна, затоа што моето дете е негувано, социализирано и добро воспитувано. Посебно задоволство ми е што 4 години има широк фонд на англиски зборови, знае песнички на англиски јазик. Дали, Михаил, ти си среќен во Сонце и звезди? Многу, да. Дали сакаш да доаѓаш тука секој ден? Да. Дали си играш ти со дечињата што се тука и со другарчињата? Да. Учителките со тебе како работат? Се задоволен? Убаво. Те чувате храна? Ме чувате и ме хранат. Дали учите вие песнички? Да. Учите на македонски јазик или на англиски? На македонски, на англиски. Атмосфера е
преубава, домашна, имав мајчински приступ, работи с деца психолог, кој многу им окреќа пажњу на деца, посветуе се на свако дете. Исто тако и многу ми се свиѓа, затоа зашто још од мали ноге учив страни јазик, учив ga уво на страни јазик, што дали у живот ги спрема, што боле ќе се спремив за живот. Кад се одведе дете у градинку, нема период на адаптацiju, зашто имав пријатен приступ, домашен приступ и одмah осеќав се деца како дома. После престој у градинку не ни сакав да си појдев, него сакав да си останев тамо подугачко време и да се играв, да се забавлjav.